ми представува огромно задоволство што денес имавме можност да поразговаравме со младите луѓе, припадници на помладата генерација, преку 100 луѓе присутни во салата. Дечки, ај ако може потиху, молим ве. Чекай. Ба стварно. А зашто туја, например? Ради светла. Па дојди, можеш малце понавамо. Многу смух ми смета. Ајде, ето, сега. Ајде. Дај на место глава каде ќе биде. Добро, може. Ајде. Значи ми представува огромно задоволство денес имавме можност да размениме мислење на оваа трибина со млади луѓе, преку 100 луѓе присутни во салата, за нивните проблеми, за нивните визии, за сето она што го тишти младиот човек. И оваа трибина ми представува огромно задоволство што се покажа како прав потек во овој момент да во предвечерието на локалните избори се подготвиме пред се во делот на програмските определби према младиот човек. Задоволство е, уште еднаш ќе кажам, што имавме една интерактивна трибина, што младите луѓе дојдоа подготвени да разговараат за нивните проблеми и мене како релативно млад човек или најмлад меѓу кандидатите, сето ова ми влева надеж дека успеавме на еден начин да ги разбудиме младите луѓе сами да се потикнат да влезат во еден процес за подобрување на својата иднина со нивно активно учество во политичкиот живот. Мене ме радува што најголемиот дел од проблемите кои што беа споменати овде веќе се дел од програмата. Значи, вработувањето, локалната самоуправа можеби не е надлежна во делот на вработувањето, но сигурно дека со свој мерки е активен чинител и може да го подобри локалниот економски развој, за да го потикне развојот во локалната самоуправа, директно субвенционирајќи одредени во делот на стопанството со директни субвенции, каде што потикнувањето на развојот е неминовен. Сигурно дека невработувањето е еден од проблемите на младите луѓе, но исто така и тоа беше и темата на оваа трибина, политичката дискриминација на младите луѓе, каде што единствен услов за нивно дејствување, односно да им се даде простор, можност да дејствуваат, е партиската книжка. Ние, од независната граѓанска политичка опција, имаме една единствена цел, да дадеме простор на квалитетот, да дадеме простор на младиот човек, да делува, да дејствува, неговата енергија да ја насочи кон позитивните цели, пред се во една микросредина, како што е општина Куманово, и локалните избори се момент тоа да биде направено.